Еден од најсериозните урбани скандали во последната деценија, над 150 дивоградби во Чаир е без никаква институционална реакција. И наместо овој скандал да биде предмет на итна истрага, санкции и одговорност, власта ја штити урбаната мафија. Се издавале фалсификат решенија, се правеле згради каде што требало да има улици. Со еден збор, тотален хаос. И наместо акција на институциите, Мицкоски зборува за дестабилизација, но јавноста веќе знае. Кога ВМРО ДПМН зборува за дестабилизација, некој од нив е фатен на дело. Кој интерес стои зад заштитата на овие 150 дивоградби? Зошто Мицкоски не бара одговорност од своите коалицијски партнери во Влен? Зошто Панче Тошковски не отвора истрага? Кој го контролира урбаниот криминал во Чаир? И што добива ВМРО ДПМН за возврат? СДСМ ќе продолжи да ја разоткрива оваа криминална спрега и ќе инсистира на правна разврска. Урбаната мафија мора да падне, а граѓаните да добијат држава во која владее законот, не интересот на партиите на власт.